Денешниот прес се однесува на финансирањето и начините на финансирање на науката во Република Македонија. Македонија одвојува минимални 0,02% од бруто домашниот производ за наука. За споредба, Хрватска 40 пати повеќе, а соседна Бугарија 20 пати повеќе. И за тие 0,02% еве што на вистина се книжи на контото наука. Во 2010 година се доделија 40 национални научни проекти на претходно распишан конкурс. Парите за овие проекти до ден денес не се исплатени. И тоа проекти кои требаше да завршат 2011 година. Денеска е 11 февруари 2014. Зависно од проект до проект, исплатени се во просек на 4 рати, на 4 пати, само 1/3 од вкупно предвидените пари. Начинот на финансирање уште поуникатен. Деловите за исплата досега 4. По некое чудно правило, секогаш се исплаќаат во месец декември и во истиот тој месец, само по неколку денови, се повлекуваат од страна на Министерството за финансии. За тоа време научните институции подмируваат само дел од своите комунални трошоци. До научниците парите скоро и да не можат да стигнат. Но затоа пак тие мораат да пишуваат опсежни извештаи за тоа како ги потрошиле парите што не завршиле кај нив. Понатаму, како во некој скеч на дружината Монти Пајтон, на научниците им се подметнуваат договори во кои Министерството за образование и наука одредило што им е потребно. Па така во договорите ќе видите ставка 421 комунални услуги и грејење, 423 ситен инвентар алати, 424 поправки и тековно одржување. Овие ставки собрани се во просек околу 70% од вредноста на целокупниот научен проект. Веројатно сме единствената земја каде што со спојувалки, тонери, хартија и грејење е можно да се направи некако научно истражување. Доделените пак пари за патување, што се бараат најчесто за студиски престој во странство или учество на некоја научна конференција во функција на темата, се доволни за престој од 5 дена, например во Прилеп. И тоа под услов да имате некој роднина да ве прими на спиење. За финансирање опрема не станува збор. Па така нашиот научник, за да дојде барем до еден компјутер, се снаоѓа и го пишува под ставката ситен инвентар. На следниот начин. Глувче едно парче, тастатура едно парче, матична плоча таа и таа едно парче. И така натаму, додека измалтретиран, не состави еден цел компјутер, замислете, во 21. век. Со ваквото финансирање, кое уште полошо е легално, бидејќи е ставено во договорите на научниците, се извитоперува суштината на научно-истражувачката дејност. Парите што се одвојуваат за проекти во науката се всушност за преживување на институциите. Овде имаме еден договор, а сите си исти, каде што во член 4 можете да ги видите ставките за кои сега зборував. Ставки по кои се исплаќаат договорите за научни истражувања. Но затоа пак, од подигнат кредит во вредност од 17,5 милиони евра, со 9 милиони се полни така наречен фонд за иновации. Да, такви фондови има во развиените европски земји, тоа е неоспорно. Но иновациите подразбира синергија помеѓу јак бизнис сектор, кој е кај нас речиси на колена, и помеѓу науката, за која што гледате како се финансира. Социјалдемократскиот сојуз внимателно ќе го следи специјално искористувањето на овој фонд, бидејќи меѓу другото тој предвидува и финансирање на така наречени спин-оф фирми. Тоа се нови компании, формирани како независни делови од постоечки и можат цели делови од, например, државни компании да преминат во приватни раце со помош на овој фонд. Да заклучам. Научната јавност кај нас
шепотејќи за тешката реалност, едва и преживува. Додека развиените земји веќе живеат втората декада на општества базирани на знаења, а не на лаги. Ви благодарам. Прашања дали имате? Истото тоа се случува, овој начин на финансирање, оваа структура на финансирање се случува и за билатералните проекти, кои што, за жал, се повеќе се гаснат, значи исчезнуваат, но и оние исплати кои требаше да следуваат по објавување на научен труд во списание со импакт фактор, исто така се делумно и селективно исплатени.